се одлучуваат за проблемите да побараат помош. Најчесто насилството го пријавуваат нивните пријатели. Децата најмногу трпат насилство во семејството и во училиштето. Ова го покажува годишниот извештај за работата на СОС телефонот на Меѓаши. Малолетниците најчесто биле изложени на физичка, психичка и сексуална злоупотреба. Загрижувачки е што жртвите немаат храброст да го пријават малтретирањето. Од 235 дојави во 2011 година, според првата детска амбасада, кај нив лично за помош се обратиле само 15 деца. Во останатите случаи насилството го пријавувале другарчиња или роднини. Тие ретко го пријавуваат насилството затоа што се плашат, не само дека на време ќе им се помогне, него и дополнително ќе бидат малтретирани во процесот на докажување на вината кон осумничениот. Од Меѓаши алармираат дека и понатаму најголем број од дојавите на СОС телефонот се во врска со семејното насилство. Како пример посочија малтретирање на дете од страна на мајката, зашто излегло да се игра со врсниците. Случајот кај нив го пријавила вознемирена другарка. Тепаното дете со модрици по телото избегало од дома, но кога со другарката и незините родители тргнале во болница, ја пресретнале татко и мајка и ја одвратиле од намерата да го пријави случајот. Ние на сето ова хитно реагиравме, освен до центрите за социјална работа, до полицијата, до народниот правобранител и дојдовме до дополнителни информации дека ова случка не била прв пат. Покрај семејното насилство и малтретирањето во училиштето, децата биле злоупотребувани за питачење и биле жртви на педофили. 12